Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Советот на општина Кочани ја одржа редовната 46-та седница. Финансискиот извештај и завршната сметка на комуналното јавно предпријатие Водовод не добија подршка од советниците. Советот на општина Кочани ја одржа 46-та седница, на чиј дневен ред имаше 20 точки. Главно извештај за реализација на програмите за работа на општинската администрација. Сепак, најголемо внимание имаше за извештајот за работа во првите 3 месеци од оваа година, како и за финансискиот извештај и завршната сметка за минатата година на комуналното предпријатие Водовод. Образложение за извештаите даде ВД директорот Перо Георгиевски, кој истакна дека минатата година предпријатието ја завршило со финансиска загуба. Секторот Водовод и канализација има остварено загуба од 17.850.796 денара, секторот Геотерма од 3.182 992, секторот Комунална хигиена има добивка од 7.203.293, секторот Градско зеленило и гробишта има загуба од 5.062.799 денари, заедничките служби каде што подпаѓаат секторот менеджмент, секторот финансиско и комерцијално работење, секторот општи и правни работи има остварено загуба од 15.136.594 денари, секторот IT развој има остварено загуба од 2.527.554 или сите овие кои ќе се соберат е вкупно од 64 милиона денара загубата. Во однос на 2022 бележи намалување од 5 милиона денар. По образложението на Георгиевски, дискусиите на советниците главно се сведоа на забелешки за лошите резултати и барање одговорност и решение за излез од лошата состојба во која се наоѓа комуналното предпријатие. Кој му дозволува да издава и да даде образложение кога е во оставка? Нема право да даде образложение он. Има таму други луѓе што работат у Водовод, имате финансов директор, имате раководител, имате технички директор. Ја не знам во чие својство излавате и давате образложение тука, кажувате ни финансиски извештај. На што се должи драстичното зголемување на обврските кон добавувачи, бидејќи истите тие со минус 69 милиони на крајот на 22 година биле 52 милиони 778 1526 денара, а сега се искачени на неверојатни 106 милиони 668 1531 денар, што е практично, значи, уште на кучињата не е должен Водовод излегува работата, заради тоа што настран од тој милион евра кој што е во дупка материјална финансиска и кон добавувачите, кога го земеме минусот околу 2 милиони евра, значи 3 милиони евра е дупката широка и длабока на комуналното јавно предпријатие. Да престанете со привремени вработувања. Завршивте годината со 196. Ако ја завршивте со 180 како предходните години, ќе намалевте 100.000 евра од загубата. А тие 15 луѓе 100% не ви требат за ништо. Сакам да прашам на што се должи полкавата за поставеност во делот на Градското зеленило, затоа што сите сме сведоци дека низ историјата толку запоставено никогаш не е било, иако многу од граѓаните реагираат со слики и упатуваат апели до вас, гледаме дека нема подобрување на состојбата. По однос на информацијата која каже колегата Аки Акиов дека сте во оставка, исто така сакам да дадете одговор и ако тоа не е точно, барам од градоначалникот итно разрешување, бидејќи и по финансиските параметри, и по организацијските способности, и по извршување на вашите действија сте најслаб директор во историјата на Водовод. ВД директорот Георгиевски даде потврда за оставката, но и образложение за дел од работењето на предпријатието во изминатиот период. Имам поднесено оставка, нема повиклива до општината, до градоначалникот, но додека не се прифати и додека не е, значи функцијата ВД директор ќе извршувам до последниот ден, совесно и одговорно. Главни обврски кои што должиме са неколку фирми, пред се са фирмите од енергетскиот сектор, СМ продажба, Евана Хом, електродистрибуција, Energy Delivery Solution или ЕДС, и од тие 120 милиона, 100 милиона са долг за струја, за електрична енергија.
Во месец мај се случија 6 неработни дена. 10 април, 24 април, 1 мај, да, 1 мај, 3 мај, 6 мај, значи имаше огромен период каде што и малце, а и се погоди времево, така што ние во брзо, ако може да видите дека сега брзо влегуваме во колосек и градот за една недела ќе се биде во нормално функционирање со градското зелениво. На крајот од едночасовната расправа, со по 7 гласови за, а останатите против или воздржани, извештајот за работа во првите 3 месеци од оваа година, како и финансискиот извештај и завршната сметка на водовод за минатата година, не добија согласност од Советот. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој го продолжи рокот за аплицирање за мерката 3 од ИПАРД 3 програмата. Крајниот рок за доставување на барањата е до 12 јуни. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, во координација со телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе одлука за пролонгирање на рокот за поднесување на барања за финансиска подршка од јавниот повик од ИПАРД 3 програмата, односно за мерката 3, инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Имено поради големиот интерес за аплицирање на јавниот повик, како и доставени барања од преработувачките асоциации за продолжување на рокот за поднесување на барања, заради ново воведениот критериум во ИПАРД 3 наспроти ИПАРД 2 програмата, агенцијата во интерес на крајните корисници, како и во интерес на поголема апсорција на средства од програмата, одлучи да го продолжи рокот на јавниот повик за 15 дена. Апликантите потребната документација треба да ја поднесат заклучно со 12 јуни. Финансиската подршка за ИПАРД 3 програмата е составена од 75% средства обезбедени од инструментот за пристапна помош за рурален развој на Европската Унија, согласно ИПАРД програмата 2021-2027 и 25% од средствата се обезбедени од буџетот на државата. На располагање вкупно се ставени 14 милиони евра, а новина е тоа што корисниците на програмата имаат можност за 50% авансна исплата на одобрената финансиска подршка веднаш по потпишувањето на договорот. Заинтересираните граѓани повеќе информации за начинот на аплицирање, потребната документација, условите и прифатливите трошоци за инвестицијата може да пронајдат на веб страницата на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. На средината на месец јуни и почетокот на јули, идните средношколци ќе можат да се запишат во средно образование. Начинот на аплицирање е електронски преку страната на Министерството за образование и наука. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за упис во средно образование. Првото пријавување ќе се спроведе од 20 до 25 јуни, додека пак второто ќе се реализира на 1 и 2 јули. Начинот на аплицирање е преку страницата на Министерството за образование и наука euslugi.mon.gov.mk. Во рок од 5 дена по онлайн аплицирањето, учениците документите за упис ќе треба да ги однесат во хартиена форма во училиштето во кое средното образование ќе го почнат од септември. Конечните ранг листи со примените ученици ќе бидат истакнати во училиштата на 26 јуни и 3 јули. На идните средношколци во Кочани на располагање се двете средни училишта Љупчо Сантов и Гошо Викентиев. Во Виница пак достапно е средното општинско училиште Ванчо Праке. Капацитетот на Кочанската гимназија е да прими 236 ученици, кои имаат можност да бираат помеѓу економска, правна и трговска струка и гимназиско образование. Просторните услови на средното општинско училиште Гошо Викентиев дозволуваат да бидат запишени 295 идни средношколци, при што нивната можност е да се одлучат за машинска, електротехничка и сообраќајна струка. Средното училиште во Виница има простор за упис на 202 ученика, кои имаат право на избор помеѓу гимназиско образование, хемиско-технолошка, текстилно-кожарска, сообраќајна, како и машинска струка.
Исто така сите идни средношколци ќе имаат можности за дуално образование. Покрај редовната настава, тие ќе работат кај реален работодавач, при што ќе добиваат месечна стипендија во висина од 3500 денари. Минатата година во двете средни училишта во Кочани беа запишени 253 ученика. Центарот за култура Бели Мугри ги објави програмските содржини што планира да ги реализира во месец јуни. Центарот за култура Бели Мугри ја објави програмата за работа за месец јуни. Првиот настан ќе се реализира на 5, односно ќе биде отворена ликовната изложба Реинвенција на реалноста, што е во склоп на превземени изложби 2024. 2 дена подоцна за во 20 часот е закажан концерт на труба и пијано, а проектот е дел од годишната програма за работа на институцијата. На 10 и 11 е закажана детската представа Животот од волшебната шума, светот на Биби и Боби. Дел од програмската содржина е театарската представа Веселинови, што ќе ја изведе Центарот за култура Ацо Шопов од Штип. На средината од месецот, односно на 17 ќе се одржи конференцијата Скалила кон Европа. Од Центарот за култура Бели Мугри додаваат дека институцијата го задржува правото за изменување и дополнување на програмата за работа, а за секој настан граѓаните ќе бидат информирани со посебна објава на официјалниот Facebook профил на Центарот за култура Бели Мугри. Планинарскиот спортски клуб Осогово викендов организира дводневен настан на Пониква по повод 20 години од постоењето на клубот. По завршувањето на активностите предвидено е доделување на награди. Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани годинова одбележува 20 години од постоењето. Тоа е повод да организира дводневен настан со забавни и спортско-рекреативни содржини. Веќе тече пријавувањето за учество, а најавено е присуство на планинари и други гости од Македонија, но и од странство. Стартните броеви за учество заедно со маичка за настанот можат да се обезбедат по символична цена од 350 денари. Од клубот информираат дека в сабота доцна попладни и во вечерните часови на Пониква ќе се одржи забава со диџеј, а за внедела се закажани 2 надпреварувачки трки и 1 рекреативно пешачење. Првата трка, која е од полесен карактер, ќе се трча на патека со должина од 9 километри. Стартот е од паркингот пред одмрлиштето на Министерството за внатрешни работи, преку манастирот Свети Василий до врвот Панагјур на 1669 метри надморска височина. Истата патека ќе биде искористена и за рекреативно пешачење, на кое можат да учествуваат сите планинари, рекреативци, почетници и влюбеници во природата. Втората трка е потешка и бара физичка подготвеност на надпреварувачите. Ке се трча на патека со така наречен вертикален километар на делницата од местноста Ивков Преслап до врвот на скијачката патека број 3. За најдобрите и најбрзите надпреварувачи, организаторот на настанот, Планинарскиот спортски клуб Осогово, обезбеди награди и признанија. Почитувани, тоа беа настаните што го одбележаа денешниот ден. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.